Годинава лебното жито со катастрофално лош квалитет. Дождот ги наполни зрната со вода, па пченицата на стартот на жетвата во откупните пунктови пристигнува со квалитет далеку полош од очекуваниот. Покрај сите проблеми што ги има ова година земјоделците, уште еден додатен проблем се јавија овие врнежи од дожд, додатно ја искомплицира состојбата, што значи покрај тоа што они имат проблем со самата жетва, проблем се јавува и у делот на квалитетот на пченицата, што значи глутенот и квалитетот е ослабен. Тоа е уште еден проблем и за нас како откупувачи, а нормално и за примерните производители. Во моментов, лебното жито се откупува по цена од 8 денари за килограм, која е многу пониска од онаа на која земјоделците се надеваа. Откупната цена моментално е ниска, така да треба владата да преземе некои мерки за да се видат и да се помогне нешто на земјоделците. Иначе на оваа цена сега што е моментално, трошковите се големи и не можеме да се покриеме. Најмалку едно 10 денари да е. Па за да можеме да се покриеме и нешто да стане и за нас. Но засега од ресорното министерство се состав дека се уште е рано да се дефинираат цените. Мора да започне жетвата, мора да се дефинираат приносите во различни региони и од тука ќе произлезе целокупната, односно производствената цена која што би објавиле, која што се однесува на јачменот, на пшеницата, на сите останати земјоделски култури. И тоа ќе биде сторено сосема на време. На висината на цената влијаат многу фактори. Квалитетот и квантитетот се една од нив, но многу поважни се понудите на берзата од опкружувањето, зашто Македонија, кога е во прашање пченицата, е увозно зависна земја. Само Макмлин во Чешиново годинава е подготвен да откупи 5000 тони пченица, а за над 2000 тони веќе има склучено и договори и започна со откуп. Годинава во источниот регион се очекуваа да се ожнеат околу 13.000 тони лебно жито.